И да, помалиов, краток, интересен увод. Видевте по насловот дека денес е Monster Chest Day. Да видиме како ќе се изгура овој Chest Day на кат. Моментално, не знам, ќе видиме килажата заедно после на камера. Се спремам за ова теретана, растварам некои помали хемии. И да, наредно јавување ќе ни биде кога ќе идеме на кај теретана и нешто поише за Chest Day за време на кат. Значи, излеавме од Штипското дубло, се упатуваме на кај теретана, баш онака, како што кажав, помини од тука, не фаќај народ за снимање, ќе му тепа. И како што кажав, розев монстер во раце, зашто не бел, пошто белите се чуваат само за специјални прилики. Денес правиме гради после скоро недела дена, што се вратив у Скопје, бев на водно, истирав некој тренинг. Ќе правиме 4-5 вежби, ќе уфрлиме бицепс, ќе уфрлиме рамо и најбитно да видиме што ќе каже вагата и килажите. Ќе се јавиме малце пред теретан. Причината зашто пола месец нема видео, дел ја знаете, дел онака немав мотивација. Последна недела беше многу лоша за цела држава и нормално нема да ставаме никаков контент, бидејќи мојот контент е поише на забавен и едукацијски, ама забава не чини. И да, помина овие 7 дена, жалост, идеме сега. Се враќаме со некој си видео, кај што главна тема ќе биде, кога ќе го завршиме тренингот, ќе кажам како најубаво да погодите гради како втора најголема мускулна група во upper body, со некој си онак по-лесно тежок тренинг за време на кат. Зашто лесно тежок, бидејќи тешко ќе биде да се гурат килажите што ги мисли мозокот, лесно ќе биде да се завршат тие 4 вежби кои се испланирани. Друго, кој ќе заврши целиот овој кат тамо некаде јуни, почеток на испитна сесија која ќе почне нели цело лето, тогаш ако биде успешен ќе покажам што како све сум јадел. За сега иде добро, имам стимнато 5,5-6 кила од почеток на март. Да, почеток на март. Ево уште малце сме април, па ќе видиме како ќе се одвијат работите. Ево сме во теретана. Кои ќе бидат вежбите што ќе ги направиме? Ќе се удри бенч, инклайн дамбел, батерфлај машина и четвртата ќе биде по рендом избор. Хајде да видиме на јадено пиено 103, да, 104 на пола, на цел монстер, на ручек, месо со неколку додатоци. Јас сам слика тука како чувам. Почеток од март бев 107. Ќе видиме колку ќе видам после денешното и кардија и цел тренинг и се, ама да, не очекувам некои промени, али окей, иде сега за сега, онака, континуирам. Прва вежба бенч, класика, ќе се јавам од топ сет. Микрофонот изгледа дури сега почна да снима. Предходниот сет изгледа без звук, а може и е. 140 топ сет на кат. Зашто ја ќе се фул бандажирам? Пошто стварно сум на 1500 до... Добре, снимам. На 1500 до 1800 калории дневно, еден оброк, пол со протеини. Другите работи се само чисто колку додржав кондиција за да можам да учам или така, да се помине денот. И дефинитивно топ сет порано на бук ми беа 146 пати,
И ја рускав да достигнам во палестра додека бев, верувам знаете, тие што ме следат на Инстаграм, 165, со фейл од 175. Ама сега на кат малку поинаква работа. Така да мора фул бандажи, спотер не викам. И ќе видиме како ќе се крене во чудо. Грипот ист. Оп. Може ќе биде фейл. И да, ништо страшно, јеби ga. Бевте сведоци на фейл. Вториот треп не го извадив. Ама боже мој, ништо страшно ете, го префрлив, го пуштив. Доказ дека не треба да се плашите од големи килачи. Ќе се видиме малце понапред во тренингот. Ми фали само уште долга коса. Уште долга коса да пуштам и сликава баш ке потсеќа на еден американски јутубер. Кој ме прати од почеток на видеото, знаете кој го копирам. Ама да, интересно е што во теретана има многу поголеми тегови. 40-ки сум видел секаде, 50-ки некаде, ама 60-ки никаде. 60-ки има таму позади, за да не сметам на луѓе. Нема да ги покажам сите. А сега ќе пробам да направам директно сет со 40 без никаква помош, без никаков спот. Ќе видиме ако паднат и се утепам, јеби га, ќе ме има на камера, ако не, боже мој. Оп. Комада, убава бројка. На кат, после не ја сними вежбата Butterfly направивме. Ова е трета вежба. Пумпа почиња да се прави. Уште малце сме готови. Ќе се видиме на крај. Ништо. Тоа беше тоа овој тренинг да гради. Микрофонот жалим дека угасен е, пошто телефонот не рикна. Не работи више, треба да се пуни. Што направивме бенч, incline dumbbell, cable од tight to low и од low to high и butterfly сите 5. Онако не беше тешко, не ми благај пас. Не беше тешко, не беше ни лесно. Предизвикувачи вака мама на психот, нема да ги премотувајте и со некога што ми гледал. Се надевам дека звукот се слуша и дека ова нема копирајт за да ми расијават видеото. Ако ова има копирајт, ќе ставам само некоја мини слика и ќе напишам како текст што сум кажал во аутрото. Така да, некој типс за додека вежбате на кат е да не се откажете. Времето ќе се даде резултати, а ние додека сме природни, на природна база без некакви хемии, да, ќе се губи мускул, ќе се губи сила. Силата ќе се врати со масл меморија, но мускулот после ќе треба да го надокнадиме на пол. Доколку го земате некаква хемија, тогаш нема да ви биде гајле, нема да губите ни сила, ни мускулно кат, ама е веќе еден месец скоро во овој кат. Малце ми е падната силата, за да го кажем на бенчот, можете да го видите. И да, некако се пам чек или нешто, нема потребно уште да правам да покажам. Баш кај гледалите страни, не знам ни како се гледам во камера, дали се гледам монстро колко и што се гледам, но да. Това е друго нешто тоа. Дали некој скриде за цена на бодибилдинг да така вешам, ќе покаже времето што и тоа дали ќе земам хемија во скоро време. Нешто друго, да, обротот што ќе биде до крај на денот, ќе биде некакво месо со јајца, прекумерна количина, максимум до 900.000 калории, нешто така, без пржено, накаво путер, нешто ситно. И нешто да се получи до крајот на денот, тоа е било тоа. Утре имаме вежби,
Тренинзите до крајот на неделава, не знам, не ги кажано тоа ќе бидат од четврток до петок и сабота нешто може би така, онака нешто. Гради грб, не гради грб, носи друго да се тренира и тоа е било тоа. Ова што изгатно добро, следва најчесто се спред до пење контра, се гледаме во наред.